Тоа one stop shop не баш понекогаш добро функционира. Во границата во Чапасан, во границата во Блаце, во границата Табанов, често пати се најде да има гужви и гледаме слики и видео од граѓаните. Замислено е да секоја држава си го штити влезот. Тоа значи дека ние ќе го штитиме влезот Блаце да го земеме за пример, пошто таму и најбрзо се одвиваат работите. Сигурно ќе биде првиот граничен премин кој што ќе го ставиме во функција со one stop shop систем на функционирање. Значи македонската полиција го штити влезот во Македонија. Косовската полиција го штити влезот во Косово. Тоа значи дека кога пасошот ќе биде ставен во рамки на компјутер од страна на полицискиот службеник кој што работи во рамки на македонската полиција, со едно скенирање информацијата ќе биде споделена во двата системи и на Македонија и на Косово и со едно скенирање ќе се добие потврда дали предметниот пример да речеме патник може да влезе од Косово во Македонија и обратно. Нема да има сега македонскиот полицаец да го проверува документот, па косовскиот полицаец да го проверува документот. Чекај. Во исто време паралелно со едно скенирање ќе бидат проверувани и во едниот и во другиот систем. Тоа е тоа софтверско решение кое што го чекаме да речеме да го имплементираме од наша страна, заклучно со отпочнување на летните одмори. Целта е да ги ставиме во функција one stop shop система, ама вистински ваков како што го зборам, а не така како што со една контрола. Сте го виделе со тоа што целта е да сите гранични премини со Србија, Косово и Албанија ги направиме на овој принцип.